Со желби за здравје, среќа и мир во светот, православните христијански верници го слават Бадник, денот пред Христовото рождество. Скопскиот соборен храм го наполнија стотици граѓани да запалат цвеќа и да си земат бадникарски гранчиња за бадниковата трпеза. Најтесниот круг на семејството вечерва се собира на постна трпеза. Се крши и лепче со паричка, а се верува дека на оној кому ќе му се падне паричката ќе го следи среќа цела година. Сакаш да ти се падне вечер паричката? Да. Прво здравје, па среќа, па пари. Здравје, слога во сите фамилии и убавини на секого Господ нека дава. Да има од се по нешо, па че си јадеме до е пензијата друга. Пожелуваме на сите да биде мир, да биде здравје прво и се најдобро. Здравје, слога во сите фамилии и убавини на секого Господ нека дава. Од црквата велат дека кршењето паричка е символ за Василица, но според граѓанските обичаи лепчето со паричка се крши на Бадниковата вечера. Според црковното предание поправилно за Василица, за Свети Васили, бидејќи има од житието на светителот еден настан кој што е поврзан токму со делењето на парички во лепчиња. Меѓутоа не знам како низ годините кај нас навлегло и на Бадник да се прави тоа. Не велам дека е тоа нешто погрешно, бидејќи едното и другото се традиции кои што одат со празникот. Не изостана ниту традиционалното доаѓање на пајтонот со кумовите и здравичарот, со музика и топла ракија. Бадниковиот ќуп со гранчиња од стариот беше придаден на новиот кум, кој со него замина дома. Нека годинава во која навлеговме, еве цели 5 дена, ви донесе берекет и помалку грижи. Пред се имајте убаво здравје. На сите до еден да ви ја честитам новата година и да ви посакам се најубаво, се што е лошо да остане зад вас. Поминете ги убаво, бодро и весело престојните празнични денови за многу години. Кога ќе пораснам, ќе видам Бадникар. На предавањето на Бадникарскиот ќуп присуствуваше и градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска и градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски. Да бидете среќни, да бидете весели, да имате добро здравје, да се сакате меѓусебно, да работиме на тоа оваа година да биде подобра од изминатата и се надевам да ги надминеме сите предизвици кои што ги имавме во претходната година и да ги оставиме зад нас. Убави празнични денови. Да ги одбележите во спокој, љубов и благосостојба и ви посакувам секој во себе да пронајде душевен мир и постојано да го има во себе. Бадник е ноќта на мирот, радоста и сплотеноста. Утре православните христијани ќе го слават Христовото раѓање. За Божик традиционално се подготвува мрсна трпеза, која го означува крајот на божикните пости.